Живееме од пензиите на нашите татковци и дедовци. Алија Камберовски од ПЕИ, кој е прв на листата на топ 20 пратеници според потрошените патни трошоци за 2017 година, која ја објави Макфакс, патува од Лабуништа Струга и во еден правец поминува приближно 174 километри за да стигне до Скопје. Според пресметките на порталот viamichelin.com, во просек патот до Скопје од оваа локација, еден граѓанин кој патува со автомобил без патарините, би го чинеле нешто повеќе од 18 евра или 36 евра во двата правца. Доколку на тоа се додадат и 5 евра за патарини, трошоците би изнесувале 41 евро за патот до Скопје. Во еден месец со набиена агенда, ако еден граѓанин реши да патува 20 пати до Скопје и назад, според оваа пресметка ќе потроши приближно 820 евра за патни трошоци. Доколку се примени актуелното правило за повраток на 30% од оваа сума, тогаш граѓанинот би требало да врати 246 евра од патните трошоци. Но трошоците за пратениците се пресметуваат според друга методологија, бидејќи не им се брои само потрошениот бензин, туку изминатите километри. Тие со сегашната одлука на собранието имаат право на надоместок за користење автомобил во лична сопственост за службени цели, во висина од 30% од продажната цена на 1 литар гориво според изминат километар плюс патарините. Но во април Камберовски зел приближно 2000 евра за патни трошоци, во јули 2364 евра, а во ноември 2427 евра. Според одлуката за висината на надоместокот на пратениците, тие може да го користат ова право и за седници на работните тела, како и за учество во работата на делегации и пратенички групи, семинари и средби. Слично е и кај многу други пратеници кои потекнуваат од други градови. Според објаснувањата на вработени во Собраниската финансиска служба за пресметката на патни трошоци, пратениците прво приложуваат патна сметка. Тие се потпишуваат во списоци за секоја активност во собранието и доколку се потпишани имаат патна сметка и приложуваат патарини закачени за таа патна сметка. Потоа податоците се внесуваат во програма која им ги пресметува сумите за патни трошоци. Дел од пратениците кои се најдоа во топ 20 според патните трошоци во нивните анкетни листови кои ги доставиле до антикорупцијската комисија навеле дека поседуваат и станови во Скопје. Томислав Тунтев во имотниот лист пријавил дека поседува стан од 39 квадрати во Скопје. Пратеникот Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН исто така пријавил дека има стан во Скопје од 57 квадрати. Неговиот колега од истата партија Сашо Василевски пријавил дека неговата сопруг има стан во Скопје од 91 квадрат, а исто така и пратеничката Јагода Шахпаска пријавила стан од 62 квадратни метри како имот на сопругот. Алија Камберовски од ПЕИ за Макфакс вели дека трошоците од повеќе од 1400 евра месечно за пат до собранието воопшто не биле високи. Јас патувам секојдневно. Пресметајте ако секој ден патувате колку ќе ве чини. Ние сме шофери, а не пратеници со 1000 евра плата. Дали би можел со таква плата да седам во Скопје? Да плаќам стан и да гледам фамилија. Имам деца, жена. Тоа не се високи суми. Немам можност и да сакам да седам во Скопје. Не ми дозволуваат семејните обврски, изјави Камберовски. Тој додава дека непотребно се кренала фама околу патните трошоци и дека не се говори за милионите евра потрошени на разни други глупости, туку за потребите на пратениците. Пратеничката за Туровска за Макфакс рече дека и се познати податоците за потрошените средства. Немам ништо што да додадам, се е видливо и во согласност со законите, изјави пратеничката која патува од Битола. За Туровска рече дека ваквите исплати споредени со актуелната економска состојба во државата делуваат навредливо и дека мора да се усвојат законските измени. Пратеникот Сурија Рашиди исто така смета дека непотребно се кренала многу фама во јавноста за патните трошоци. Мислам дека целта е напад врз дигнитетот на пратениците и авторитетот на собранието. Од моја страна нема никаква злоупотреба. 350 километри патувам дневно. Не сум бил пратеник кога е донесен тој закон. Се е законски. Ако математиките кажат дека навистина се големи, тогаш може да се преземат мерки. Да не дојдеме во ситуација да немаме на крај луѓе заинтересирани да бидат пратеници, вели Рашиди.